Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Отстапуваме минути за денешната тема за разговор. Чест и задоволство ми е да ви ги представам моите денешни гости во студиото. Нашата добро позната господја Светлана Лазаревска. Добро утро и добре ни дојдовте. Професор по македонски јазик, така да ве представам, во Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош. Да. Професор, наставник сум по диплома, наставник по македонски јазик. Веднаш до вас господица Билјана Танасовска, професор по англиски јазик и управител. И господин Бобан Јакимовски, професор по физичко и здравствено воспитание. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме. За нас е големо задоволство што денеска сме тука во утринската програма да го промовираме нашето училиште и резултатите во изминатата учебна година. Вашето училиште секогаш постигнува некои врвни резултати, а ние сме тука за да ве поддржиме во тоа и сето тоа да го испрезентираме на нашите гледачи. Господица Билјана, предложувам да почнеме од вас. Да ни кажете нешто повеќе за личната карта на вашето училиште. Нашето училиште се наоѓа во општина Ранковце, а општина Ранковце се наоѓа на патот на Куманово кон Крива Паланка. Значи во општина Ранковце се наоѓа нашето централно училиште, а плюс во склоп на училиштето имам уште 3 други училишта. Тоа е подрачното училиште во село Псача, кое што се наоѓа во непосредна близина, и плюс уште 2 училишта во село Герман и во село Радибош. Нашето училиште брои 315 ученици моментално оваа учебна година. Имаме 50 вработени ученици, наставници, 50 вработени наставници. Училиштата кои што се наоѓаат во село Герман и училиштата во село Псача се училишта за прво до 9 оделение, а училиштето во село Радибош е училиште од прво до 5 оделение. Во нашето училиште учениците одат во 2 смени во централното училиште и затоа за учениците од прво до 5 оделение, а останатите ученици во останатите училишта одат само во прва смена. Понатаму училиштето функционира нормално, имаме сите потребни услови кои што се неопходни за работа. Ние постојано се обидуваме да го подобриме наставниот процес и се да функционира во најдобар ред. Какви се условите за работа во вашето училиште? Па ние ги имаме сите потребни услови и плюс постојано се обидуваме преку проекти и преку средства од училиштето да добиеме нови нагледни средства да го напредиме процесот. И постојано соработуваме со волонтери од Мировен корпус, па и преку нив се обидуваме да подобриме нешто во условите, така да ги имаме сите потребни услови што се потребни за работа и функционираме нормално. Заедно со учениците. Да. Колку време вие сте професор по англиски јазик во училиште? Ова е мојата 5-та година како работам во училиштето. Јас всушност работам во училиштето во подрачно училиште село Псача. Меѓутоа тоа спаѓа под централното училиште во општина Ранковце. Така, вие имате некои нагледни средства кои што се добијани и преку проекти. Па би сакала да ни напоменете во кои се проекти е инволвирано вашето училиште? Ние во нашето училиште имаме неколку проекти. Јас ќе ги наведам, меѓутоа колешката Светлана ќе ги објасни малку подетално. Значи проектите како на пример што се проектот за меѓуетничка интеграција во училиштето, во образованието. Понатаму имаме проект за исто така мултиетнички проект кој што се нарекува Градиме мостови на пријателство. Имаме и проект за интеграција за еколошка едукација во македонскиот образовен систем. Имаме проект за заедничка грижа за правилно насочување на учениците, како и програма за спречување и заштита на учениците од дискриминација. Меѓутоа колешката Светлана подоцна ќе ни ги објасни подетално. Така. И сега ајде да се задржиме малку кај тие проекти. Господја Светле, што ќе ни кажете подетално? Повторно ја имаме честа да повторам, да бидете кај нас во студиото.
И да ни кажете, вие некако секогаш сте вака со ентузијазам вклучена во овие проекти и спремна да го презентирате вашето училиште на најдобар можен начин. Да. Какви се сега достигнувањата на вашето училиште преку овие проекти? Во ова последна ваша констатација дека сум секогаш подготвена да го промовирам училиштето, тоа го правам во секоја прилика и преку медиуми, преку интернет и така натаму, на секој можен начин, а дека сум вклучена во проектите, да, проектите мене ме наоѓаат некако, јас некако не ги сакам да не ги работам толку многу, но ете овие последни години тоа е така составен дел од нашата професија стана. Значи постојано се имплементираат некакви проекти во годишната програма, секако со поддршка од Министерството за образование и наука на Република Македонија. И ние веќе сме во завршна фаза, да почнеме тој во завршна фаза, што зборував и на претходното гостување во вашата емисија, вашата телевизија. Проектот за меѓуетничка интеграција, значи во завршна фаза беше во текот на есента или во пролета, кога јас гостував во емисијата, навестив дека нели има уште некои работи во врска со него да се сработат. И во завршна фаза велам во смисла дека тоа е финансирањето од УСАИД, значи заврши и ние добивме грант и бевме едно од 13 училишта во Македонија кои беа избрани. Се аплицираше нормално, многу работа и многу документација и тој грант беше во износ од да можеме, значи, да ги смениме сите прозорци во училиштето со алуминиумски, значи дрвените ги извадивме и целото училиште сега има алуминиумски прозорци. И не значи дека дека тој проект завршил, меѓутоа финансирањето во таков вид заврши, а инаку продолжува и составен дел на годишната програма и аплициравме повторно за еден мал грант за да можеме да ги продолжиме активностите, инаку партнер училиште, да повторам уште еднаш, ни беше Основното училиште култура од село Матејче, општина Липково, па еден поздрав до колегите за успешната соработка во врска со тој проект. Да не должам повеќе, значи има многу да се каже уште за тој проект, но еве би ги спомнала актуелно во тек на годината, значи оди тој проект заедничка грижа за правилно насочување со учениците, каде што се интензивира соработката со родителите, всушност тоа е нели заедно со родителите. И имаме нормално се што треба да се направи за таков проект, план на активности, резултати, извештај и така натаму. За тие проекти сум координатор и за нив ќе мислам за нив моментално зборувам и за третиот кој што е најактуелен и сега го работиме апликација за не го работиме сега, го работиме години наназад, меѓутоа ќе аплицираме за зелено знаме, односно проектот за еколошка едукација во македонскиот образовен систем и се аплицира, значи апликациите. Рокот за аплицирање веќе е 15 сега. Се надевам дека ќе успееме со апликацијата, но и се надевам дека ќе бидеме изберени за тоа зелено знаме да го ставиме пред нашето училиште. Така, како се задоволни родителите на децата? Од овие активности, мислите? Па имаме голема соработка со нив, мислам, воопшто нивното учество, ако не е многу тешко, мислам, и невозможно е да се реализираат проекти, бидејќи за секаква некаква таква активност, посебно за меѓуетничка интеграција, ни требаше согласно со родителите и нивно активно учество. И тие учествуваа во секоја фаза и во сите активности кои што беа реализирани, а исто така и еколошката едукација. Секако дека мора да биде транспарентно и да се оди со родителите, значи да бидат запознаени со сите тие активности, да се работуваат, а за заедничка грижа да не зборувам, тоа е пак исто така составен дел на нивната програма на Советот на родители. Така. Господин Јакимовски, од вас да слушнеме нешто повеќе за тоа како се одвива спортот во вашето училиште, какви се условите? Јас сум одговорен за спортот во училиштето, значи имаме ние направено училишен спортски клуб, и да се пофалиме дека имаме одржано прво државно првенство во тенис кај нас во општина Ранковце под покровителство, значи, на Федерација на училишен спорт на Македонија
во организација на нашиот клуб под мое раководство беше организиран за прв пат турнир во училишен спорт, турнир во тенис со надпреварувачки карактер, каде што нашите ученици се представија добро. Значи имавме две финалиња во двете категории, каде што во машки земавме Марио Станојковски прво место, Давид Митковски второ, и додека другите девојчиња што настапува останаа на трети места. Тоа за тенисот. Имаме настапувано, значи на други имаме во фудбал и во футсал имаме трето место на зонско во Свети Николе, трето место женски и пето машки. И имаме настапувано во подсојуз на Паланка, на училишен сојуз на спортови во Крива Паланка, каде што имаме освоено второ и трето место и учествуваме на други меѓуучилишни надпревари. Така. Колку време вие работите во училиште? Па 7 години. Како расте спортот? Од пред 7 години и сега, каква е заинтересираноста на децата за спортот? Па порано имаше полоши услови, сега условите се добри. Има заинтересираност кај децата. Се уште. Некако постојано се потенцира и се става акцент на тоа, а и се обработува таа тема многу во последно време, дека часот по физичко воспитание треба да биде задолжителен секој ден. Што мислите вие за тоа? Па мислам дека да. Сега покрај овие генерации компјутерски деца треба да се воведе, иначе генерациите ќе пропаднат. Така, порано ние ги пометиме, барем ние од оние, да кажам, постарите генерации, ги пометиме оние часови по физичко воспитание како опуштени, како релаксирани часови, на кои што секое дете можеше да прави што сака. Некој да игра кошарка, друго фудбал, трето да вежба и слично. Дали сега со оваа Кембридж програма и вие имате диктирано и прецизирано како треба да изгледа еден час? Па ние имаме програма по која работиме, не е наш. Програмата си е наша од Факултетот за физичка култура од Скопје, од Бирото за развој. По таа програма работиме, не работиме по програма од Кембридж и тоа се работиме од наше време, може да се каже. Со не мали измени, може би и нема. Каква опрема е задолжителна вашите ученици да носат на еден ваш час? Па секако патики, тренерки и маичка или тренерка. Зависи, да биде комотно за да може да ги прават вежбите. Така. Господја Светле, да се навратиме повторно на вас. Самото инволвираност во овие проекти донесува и носи голем бенефит за училиштето во секоја смисла на зборот, нели? Да, секако. Како се испоставува тоа? Па тоа е видливо, значи од тој проект за меѓуетничка интеграција е видливо, значи тоа ќе биде со многу години тие прозорци ќе бидат сеќавање на тој проект. Од овој проектот Градиме мостови на пријателство, мислам дека го испуштив. Тоа е во тек, значи за него уште да додадам дека ние сме партнер училиште на училиштето 25 мај од Гази Баба Скопје, чисто на албански наставен јазик, значи, тие го избра нашето училиште за партнерство и до сега се реализирани, ако не сгрешам да се подсетам, се реализирани 2 работни средби, од кои едната беше во Скопје како работна и како промоција на проектот, и една беше работна во нашето училиште, и потоа има едно одење во Куклица, локалитетот Куклица, нели, кај Кратово, и одеа на Попова шапка, и во план се уште 3 одења, едно во Струмица, едно на Кокину и едно на Вруток, во Вруток, нели, селото Вруток, на изворот на Вардар, и уште една работна завршна за мултикултурно, мултиетничко учење во Скопје, исто во нивното основно училиште. Од тој проект, значи, покрај она што се вика дружење, запознавање, размена на искуства, соработка, значи, меѓу различни етнички заедници во Македонија, имавме, значи, за, како да кажам, подарок или придобивка, професионален фотоапарат. И од тој проект има нешто, како да кажам, покрај сето ова што е многу поважно, не материјалното, но да го спомнам и материјалното. Од овој проект заедничка грижа за правилно насочување на учениците
Имавме исто така, еве сега баш една активност, новогодишен базар. Изнесовме, значи, на пазар изработки, новогодишни сувенири, украси и така натаму и купуваа луѓето по символична цена. Значи, секако родителите многу беа вклучени во меѓуетничка интеграција, при доаѓањето на гостите, при пречек, при оние активности што се вели подразно, да подготват храна и така да служат, да послужуваат, значи беа присутни во секој сегмент, меѓутоа нивното учество во тој дел исто така е за голема благодарност, пофалба и еве јавно искажуваме на голема благодарност на таа екипа, Совет на родители и воопшто на сите родители во нашето училиште. Во која мера децата се заинтересирани за овие проекти? Па, да кажеме, имаат премногу децата настава, премногу часови, премногу обврски, обврски кои што реалното време мислам дека не може да ги покрие, меѓутоа секогаш учеството во проекти, учеството во нешто различно за нив е предизвик и секогаш се заинтересирани. Многу се, значи одредена група што се вели не можат сите да бидат во проект на активност вклучени. Значи, колегата ќе рече кога ние ќе спортуваме ако вие само работите. Значи, си има, децата си се пронаоѓаат и секојаш има. Во секоја генерација има заинтересираност и учество и без нив воопшто не може. Јас така си велам за меѓуетничка, еве успеавме, еве ние ставивме на огласна табла дека сме избрани и потоа размислувам, па добро, јас можев да бидам координатор, можев да правам многу, меѓутоа ако не се децата и училиштето, нема проект. Значи нивната соработка и работа со мене на задоволително ниво, сум задоволна, тоа се и промовира и се знае. Имаме Facebook профили, значи за секој проект или секоја активност, секојаш се објавува, се аплицира, се конкурира за нешто, секојаш нешто да се случува. Така. Тоа се животни искуства, животни искуства кои што јас размислувам не е нашето училиште мало, значи 315 ученика не е мало училиште, средно би рекла, меѓутоа во едно такво училиште децата, секој дете може да дојде до израз, значи некаде да се промовира, да се појави, за разлика од побројните училишта каде што нели има поголема конкуренција, меѓутоа реално не може секој дете да дојде до израз, па така сме многу задоволни и поздрав до нашите ученици во средните училишта, каде што ги гледаме како носители на некакви активности. Така. Господица Атанасовска, вие како професор по англиски јазик, што ќе кажете нешто за оваа нова Кембридж програма? Не сме имале вака можност да поразговараме со вас, но во нашето студио сме разговарале со многу професори на оваа тема. Каква е програмата? Дали и вие сметате дека децата се премногу оптеретени? Па сега таа програма е новост и секоја новост нели малку има скептичност кај учениците, кај родителите, па сега се прашуваат дали ќе успеат учениците да се прилагодат на незе. Меѓутоа мислам дека би требало да биде успешна. На почетокот секој почеток е нели тежок. Може малку да е сложено и за наставниците да се прилагодат, да ја прифатат, меѓутоа мислам дека ќе биде успешна и дека ќе биде секако што треба, како што е предвидено. Така, освен што сте професор по англиски јазик, вие сте и управител во подрачното општинско училиште во село Псача. Што се вашите обврски таму? Па јас сум помошник во тоа училиште, јас сум значи во координација постојано со директорот и јас ги спроведувам наредбите кои што директорот ќе ми ги каже. И нели го раководам училиштето, координирам, работам со колегите за се што е потребно, се што се работи во централното училиште, го работиме во подрачното, нели во координација со другите колеги, учествуваме во сите проекти, значи подеднакво исто како и во другите училишта, нели во Радибуш, во Герман, се е подеднакво исто како во централното, меѓутоа ние нели мораме да имаме некој раководно лице кое што тоа ќе го спроведе кај нас во подрачното училиште во Псача. Така. Би можеле да направиме една кратка музичка пауза и брзо се враќаме во студиото и продолжуваме со разговорот.
Еве сме повторно назад и зборуваме на нашата денешна тема за разговор. Господица Атанасовска, вие имате одлична соработка со Мировниот корпус. Да слушнеме нешто повеќе за тоа. Да, нашата соработка со Мировниот корпус е одлична, многу сме задоволни со таа соработка. Веќе имаме 5 волонтери кои што соработуваа со нас, нели, од кога почна соработката. Сега моментално имаме нов волонтер кој што пристигна пред отприлика месец дена. Тоа е Керолин Кендал, која што веќе доаѓаше кај нас на работа, односно во моето училиште, подрачното училиште во село Псача. Соработката ни е одлична, многу сме задоволни и тие се задоволни од нас и се надеваме дека ќе продолжиме така и во иднина. Така. Господине Јагимовски, за кој спорт се најзаинтересирани учениците? Па вака, највеќе заинтересираност има за фудбал. Имаме многу одлична екипа, имаме во фудбал. И машките се добри, имаме одлични резултати така постигнато и во фудбалот, во футсал, женски, исто како и во тенисот, што имаме освоено многу први места и на државно и на клубско ниво и така. Така, женските зашто се најмногу заинтересирани? Што е она што најмногу Па ги за повлече? фудбал, кај нас најмногу се за фудбал заинтересирани. Сите играат фудбал. Така, ки излезе од вашето училиште, по се изгледа некој одличен фудбалер. Имам. Еве го доказот, овде во нашето студио за тоа. Господја Светле, да ни кажете нешто повеќе за конкурсите на кои што земавте учество. Па тука јас ќе морам малку да се потсетам, бидејќи ова што колешката Билјана го зборуваше, тоа беше пред се за минатата година, каде што ги спомна таа наградите кои што ги освојува нашите ученици на конкурси. А јас сега само малку да нафрлам неколку од првото полугодие веќе имаме исто така. Значи нешто добивано, најново, значи 13 ноемвриска награда за наша ученичка, второ место, значи 13 ноемвриска награда за ликовна творба. Потоа имавме второ место за литературна творба на конкурс распишан од Центарот за лица со посебни потреби. Потоа нашите ученици добија сертификати за иновативни практики, што сите ученици што учествуваа во мултиетничкиот рецитал од проектот за меѓуетничка интеграција. Потоа добивме пофалници за учество со екофотографии, значи тука пак ќе го спомнам актуелниот, нели, еколошка едукација во македонскиот образовен систем, имаше еден убав конкурс на кој што можеше да се конкурира со екофотографии. И така имаме во фондацијата Никола Клюсев има една публикација во која што има 3 наши творби. Тоа се значи актуелните. Сега повеќе се тоа конкурси, а во второто полугодие секако се, нели, подоизраз доаѓаат надпреварите, се надевам на убави резултати од надпреварите во второ полугодие. Исто така имавме една убава посета на Народна банка на Република Македонија на нивен повик по повод 70 години постоење, едно убаво искуство за учениците, едно, така да кажам, не секојдневно. И тоа би спомнала сега за сега во тек на ова прво полугодие од оваа учебна година. Така. Се надоврзам на колешката, таа напомна дека јас ги спомнав, ама не ги прочитав, нели, детално тие места кои што ги имаме освоено на надпревари. Односно имаме меѓународен детски ликовна изложба конкурс по повод 13 ноември Скопје во 2015 година, на која што имаме освоено прво место. Понатаму имаме ликовен конкурс Толеранција, диалог и соработка, еврејската традиција, култура и историја како дел од македонското културно општество, кој што е реализиран во учебната 2015-16 година и тука имаме диплома за освоено трето место. Понатаму имаме освоено трета награда, односно 2 трети награди по биологија и природни науки. Следно што имаме регионален надпревар по математика, каде што имаме освоени 2 трети награди. Понатаму имаме регионален надпревар по географија со освоено трето место. И имаме уште општински надпревар, прва помош и заштита, каде што имаме освоено второ место на регионалниот надпревар.
Тоа е во изминатата учебна година, бидејќи јас додека зборував се присетив дека изгледа не ги прочитавме од минатата година, а всушност ние дојдовме со цел да се представиме со резултатите во изминатата учебна година и нормално секако тековните. Па затоа еве се навративме и на тие ги спомнавме, значи И убаво е што ги истакнавте вака. Да. Секако Јавно. затоа сме тука. Сега, Билјана, да ни кажете вие вака, англискиот јазик е еден јазик кој што зема се поголем замав на зборување. Ако можеме така да кажеме, се зборува како основен во неколку држави. Колку децата го совладуваат овој јазик? Па децата покажуваат многу голем интерес и многу се, нели, поврзани со јазикот преку најразличните цртани филмови ќе ги гледаат, емисии, филмови така натака. Покажуваат голем интерес и некако многу лесно успеваат да го научат, многу лесно успеваат да го паметат јазикот, нели, од помали нозе што викаме, многу полесно го совладуваат јазикот. Добро, јас сум задоволна од напредокот на учениците. Гледам дека ги интересира јазикот, гледам дека покажуваат интереси за понатаму да напредуваат. Па мислам дека во добар план, во добар дел е така како што е замислено. Верувам дека и ти ќе имаш Според добри програма. ученици. Така, господја Светле, тука некаде привршуваме со крајот на денешното издание на Нов ден, но не можам да не ве прашам докаде се вашите активности во културно-уметничкото друштво Бела Саја и вашата ангажираност во поетството, во читањето. Па добро, да искористам приликата да ги поздравам сите играорци, членови на Сдруженијето културно-уметничко друштво Бела Саја 2015, со полното име го кажав. Има интерес, работиме, веќе, значи тие работи околу регистрација, тоа се е завршено. Се поставуваат кореографии, се учат нашите традиционални за секојдневен... Се зголемува ли бројот на учениците? Па од помалите можам да бидам искрена се зголемува, а поголемите очекуваат веројатно повеќе со побрзо темпо некој настап, а за да настапуваат секој треба прво многу да се вежба, да се биде редовен, одговорен. Јас сум задоволна, мислам дека ќе се некаде во текот на пролета, летото некаде ќе се појавиме. Така, дали ја имате во доволен број сега веќе традиционалната носија? Имаме во доволен. Во меѓувреме јас добив од жени носи, треба да се доврши нешто во кошулите, има секоја за нешто да се доработи, меѓутоа можам да речам дека веќе со 20 комплети располагам оригинални од сите делови од носијата, значи скутачи, појаси, сајчиња, кошули, така. Едно 20 сигурно ќе имам комплети, не ми се дури ни толку средени сега во зимскиот период, уште сум на проекти, немам време толку за таа работа, но тоа ќе биде, значи, едно богатство. 20 комплети носи и женски, тоа е по мене едно богатство, мислам, нема каде да го купиш. Дали и покрај сите овие обврски наоѓате време да напишете некоја ваша лична творба? Сега ќе се насмеам, бидејќи не сум напишала подолго време некој стих, чекам да сум порелаксирана. А тоа никако да дојде? Не. Работата некако ме пронаоѓа. Ама секако пишувам нешто, а тоа нешто е некои мои размислувања, кои што ги пишувам најчесто на Facebook на мојот профил, или ги пишувам во вид на писма, не писма, есеи. Не писма, мислам тоа се во вид на есеи. Исто така некакви мои размислувања, ајде ги ставам во наводници филозофирања, во смисла да барам одговор на некакви прашања, па сега најновото беше на мојот профил напишано ако е Божик со К, зошто е Божик, или ако е Божич со Ќ, зошто е Божич со Ќ. Значењето на зборот Божик, јас си го толкувам, значењето на зборот ако е со Ќ, има па сосема поинако според мене толкување. Такви сега работи моментално пишувам, кој ќе најдам некој мотив од телевизија, тоа што го слушам на YouTube, сега можностите да слушаш, да знаеш нешто или да потврдиш некои работи кои што ги размислуваш се големи. На времето немаше од каде да се чита, значи да ги спомнам јас првите работи што сум ги видела се романите за Мирко и Славко.
некои студенти Се што уште се студира. Јас ги зборувам, тоа е нешто што сум видела прво, немаше книги. Сега има големи можности за учење, не се навлегува во некоја Помали суштина, желби, да, помали желби, бидејќи има премногу информации и нема селекција на информации. И така, ја во таа смисла, сега моите пишувања, веројатно тоа ќе бидат некакви есеи еден ден, што ќе ги проширам и ќе ги направам да бидат некакви, не знам што ќе бидат, а поезија која ќе бидам порелаксирана. Ние сме тука за да ве подржиме понатаму и да ве испрезентираме и промовираме во сите следни планирани и непланирани успеси на вашето училиште. Ви благодарам што ни бевте гости во денешното издание на Нов ден, а господја Светли, доколку би сакале за крај да не почестите да слушнеме една ваша творба, доколку носите со вас, а верувам дека да. Па оваа тетрадка оди со мене секогаш, ако немам време да ставам И некоја таа од ве прати вас книгите. како другото. И имам една песна тука. Предпоставував дека ќе имам можност да прочитам, па ја избрав оваа. Го барам зборот. Го вртам листот, пишувам и кинам. Ги барам зборовите за песна. Просто збор за песна. Не тешка, песна е една лесна. Песна за денот, за сега, за миг, за време сегашно. Иднина од вчера со надеж, со верба дека денот нов посветол ќе биде. Во утрото го барам зборот. Чисто, бело утро, добро утро. Добро утро велам и брзам зборот да го најдам. Брзам денот да го фатам. И со денот и зборот ќе дојде. Убав збор, милозвучен збор. Намрштени лица, стегнати усни, некој врти глава, а кренати прст. О, зар денот не е убав, сончев, мајски ден, јорговано цвета, зборови ко шкрипење на гуми, на паркингу доле за пауза. Денот се надвисна веќе во полето за одмор, попладневен ручек. Семеен се викаше чинам. Кога? Го барам зборот на масата и столовите празни. Слушам шепот само, тонови од детството рано. Колку убав хор, смеа, разговори, збор. Зборот од денот срочен. Надеж, вечер пред спиење. Мора вечер по сериите. Збор да слушнам, ама време за излегување, нема време. Доцна вечер, трчање со времето, пред спиење, време за молчење. Ви благодарам за денешното гостување и за прекрасното дружење кое што го имавме со вас. Како што рековте, господја Светле, во песната, ќе дојдат и тие мајски денови, а и вие со новите успеси и новите проекти кои што ви се во тек. Се надевам дека повторно ќе не угостите кај нас во студиото и повторно ќе поразговараме. Ви благодариме на поканата. За нас е чест. И вам ви благодарам, драги гледачи, за одвоеното време и внимание. Се надевам дека уживавте во денешното издание на Нов ден. Имајте убав ден, пријатно расположение и останете со програмата на К3 телевизија.